Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, вечерве одржавме 14-та седница на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на кој донесовме важни одлуки за делувањето во пресрет на предвремените парламентарни избори. Започнавме постапка за избор на најодговорните кандидати за пратеници во историјата на независна Македонија. Процесот на избор за кандидати за пратеници ќе биде транспарентен, инклузивен и професионален, со цел да се одберат одговорни, честни професионални личности кои уживаат углед и доверба во професиите и во местата на живење. Постапката за избор започнува од базата на партијата, од местните одбори и општинските организации, кои ќе предлагаат и освојуваат имиња за кандидати за пратеници, а паралелно ќе биде дадена можноста и за самокандидирање. Она што е новост во постапката е формирање на работна група, која ќе биде задолжена за креирање на ранг листа на кандидатите за пратеници, а која во својот состав задолжително ќе вклучува надворешни експерти од различни области и ќе одлучува врз основа на строго утврдени критериуми, донесени од страна на највисоките партиски органи. Секако, конечните листи согласно статутот ќе бидат потврдени на Конгресот на СДСМ. На овој начин, СДСМ ги избира најодговорните кандидати за пратеници од независноста досега, со што превземаме обврска да продолжиме да градиме независен парламент и со тоа способна држава. СДСМ покажа дека презема храбри и одлучни мерки и чекори кога е во прашање демократијата, слободата и враќањето на државата во рацете на граѓаните. Создадовме концепт отворена влада. Денес имаме најтранспарентната влада во регионот. Овозможивме амбиент на слободни медиуми, слободата на изразување на говорот е гарантирана и препознаена од сите меѓународни фактори. Создадовме концепт на едно општество. Важиме за уникат, мозаик во регионот и пошироко за успешно, мирно и заедничко живење на различни заедници и индивидуи кои имаат еднаква одговорност кон сопствената држава. Создадовме услови за независен парламент и направивме сериозен исчекор кон конечната, очекувана од страна на граѓаните, комплетна независност на парламентот. Знаеме дека не беше лесно собранието да се трансформира од место кај што во 2017 крваво се кршеа пратеничките глави, до место во кое се носат закони од интерес на граѓаните, место кај што се гарантира членството на Северна Македонија во НАТО, место кое е дом на демократијата, дом на граѓаните. Упатувам огромна благодарност до актуелната пратеничка група на СДСМ и коалицијата, која мина низ многу премрежија, која донесе историски одлуки, која со своето работење ја носи државата напред онаму каде што припаѓа во Европската Унија и НАТО. Тие се пример за тоа што значи да се биде одговорен кон сопствениот народ и кон сопствената држава. Убеден сум, јас, убедени сме и сите ние, дека можеме уште повеќе и уште подобро. Секако искористувам и можноста да упатам исто така огромна благодарност и кон други пратеници надвор од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, кои што покажаа дека интересот на народот и на државата е вреден да се стави пред интересот на партијата. Ако можевме да отвориме владата, да ги ослободиме медиумите, да го обединиме општеството, сигурно можеме да ги понудиме и да ги избереме најодговорните пратеници. Имаме должност кон собранието и на собранието да му обезбедиме народни представници, за кои партијата е само механизам како подобро тие истите да ги представуваат граѓаните и како подобро да им служат на граѓаните. Пратеници кои се различни по сите основи, жени и мажи, 50-50. Пратеници, граѓани, кои се согласни дека државата им припаѓа на сите подеднакво и дека е наша заедничка одговорност. Така се гради независен,
и одговорен парламент. Ова е уште еден доказ дека СДСМ е партија која во моментот е најблиска до граѓаните. СДСМ е столб на граѓанскиот концепт на нашата држава. СДСМ ги трансформира институциите и гради способна држава. Со понудата со која ќе излеземе пред граѓаните, остваруваме уште една сигурна победа. Тоа ќе биде голема победа на нашите политики, победа на СДСМ и коалицијата, победа на граѓаните. Ви благодарам.